Дали ова значи дека не созреавме во овие 3 децении како држава? Како држава, ние сме посебна една прекрасна прирачник за самоуништување. Ние не изградивме европски идентитет. Ќе ни избегаат најдобрите деца, ќе избегаат најбогатите луѓе, ќе избегаат тие што знаат да прават пари, ќе избегаат она што викам, кога правиш манџа треба малце сол. На Малта, последниот разговор меѓу Горбачов и екипата на Буш, дека не можеме да направиме чекор без македонизмот кој е интегрирачка идеологија. Едно е да се привлече инвестиција, друго да се задржи истата или, како што рековте, брзо да се адресираат некои од проблемите. Рационализацијата кај компаниите кои се соочуваат со намалување на нарачките е нешто што е реалност во бизнис светот. Мора да го стегнете ременот и да ги намалите трошоците. Ние веќе немаме абсорбциона мок, барем според мене, за привлекување на трудоинтензивни компании или компании кои би вработиле 800.000 вработени. Треба да се концентрираме на помали компании со поголема додадена вредност. Се додека немаме јасни случаи, немаме гонење на овие дела, немаме јасни пресуди од страна на судот, се до тој момент ќе се соочуваме со вакви проблеми и ќе имаме лепливи прсти. Гледате ново издание на Тренинг, добро вечер. Светот не може да се соземе од москавичните потези на американскиот председател. Доналд Трамп најави мировни преговори со Путин и Зеленски. Трамп што туку најави дека во наредниот период ќе ги интензивира своите политики планирани за во наредниот период. Европа е во шок. Посмената во Белата куќа бура од брзи реакции. Иницијативите се брзи и доминантни. Неизвестно е дали вооружените конфликти ќе се смират или судилите ќе бидат заменети со трговска војна. Во вакви околности просто е неверојатно да зборуваме каде е Македонија во новото прегрупирање околу американскиот хегемонизам. За комплексноста на новите движења во Трилинг гостува универзитетскиот професор од економскиот факултет Љубомир Кекеновски. Добро дојдовте во емисијата, професоре. Добро дојдов. Дали еден телефонски повик на Доналд Трамп и разговор со Путин може да стави крај на неколку годишната веќе војна со Украина и може ли да се предвиди непредвидливоста на американскиот председател? Сега, ова се што го направи секако вовет, покажува дека тоа што се вика историско време се убрзува. Нешто што ние сме го чекале, тлеело долго време, зашто се разговарало, што имало овој конфликти кои се барало разрешување, имало опција како да се реши. Ние тоа што мислевме дека Светскиот економски форум разговара за големиот економски ресет, никој не свати дека големиот економски ресет подразбира воен конфликт. И дека војната е, што би рекол Клаузевиц, продолжување на политиката со други средства. Затоа што за нас е сега битно да видиме политиката што стои, логиката што стои позади играчите што се светски, економските интереси пред се, геостратегијата, поделбата на ресурсите и таман мислевме ние дека замина приказката од онаа класика дека сите војни се за економска и територијална поделба на светот. Оваа најнова војна најдобро ни покажува дека се е старо како 19 век и како милениуми предходно. И затоа би рекол дека новата, да речем, американска гарнитира го живее и ќе го живее времето на она што викаат олако обечана брзина. Затоа што интересите, конфликтите се толку стари, толку длабоки, да не е еден телефонски повик, туку многу разговори, многу конфликти, многу сообразувања, уважување на интересите, ќе трајат како еден процес на константен судир, каде што мировните периоди би биле само пауза. Новиот председател внесува целосно нов пристап во кој е вграден популистички слоган Америка пред се,
царини, блокади, жичани огради, преселби на палестинците. Каде оди светот? Во вооружени конфликти или кон нова трговска војна? Одредени анализи велат после војна следува трговска војна. Така, значи, најсилниот, најфундаменталниот ресет на светските обштествени односи, што подразбираат и економија и политика, е безбедносниот ресет. Ова што сега нас ни се случува. Точно ќе се видат кои се регионалните играчи, која е нивната воена политичка човечка сила, и точно ќе се договорат главните играчи. Оно што мене ми смета е тоа што Европа отпаѓа од играта. Заради тоа што Европа и Европска унија, европската идеја имаше една многу убава шанса да стане глобален играч. Зошто го велам ова? Заради тоа што, гледате, има теоретски две позиции. Тој што е јак, тој што има јака економија, тој сака отворени граници. И концептот на лесе-фер и лесе-пасе е концепт на Адам Смит, на англиската економија, заради тоа што тие има индустријска револуција, бара да се отворат границите на другите земји. Колбер, кој беше лекар на францускиот двор, рече, не, ние ќе конкурираме со вас, кои ќе бидеме еднакво богати. Замислете сега најсилната економија, како ние што претендираме да опишуваме, бара затварање на границите, односно царина за сопствената економија. Тоа значи дека наспроти, да речеме, англиската лесе-фер, денес имате кинеска лесе-фер, кој вика еден појас, еден пат, отворете ги границите, ајде да конкурираме. Значи се конкурираат два социјални, обшествени, економски, културни модели. И сега тој судир ги спротиставува аргументите на терен и се спротиставува точно на тие точки, еве Украина, кај што е премин од Европа во Евроазија, и да речеме Израел, таму кај што завршува и индискиот пат, таму кај што завршува и еден појас, еден пат, точно на појасот Газа. Професор Кекеновски, дали се менува матрицата кон Украина? Денове има одредени анализи. Велат Трамп ги се изневеруваат жртвите. Одбрана од друга страна за Украина. Бајден стана заложник на Зеленски. Такви коментари диаметрално спротиставени и политиките во времето на Бајден и ова денеска што го практикува како начин на функционирање и владење на Трамп, помалку како да ги става на стендбај европјаните пред се. Видете, вака кој ќе кажеш деновиве, месециве, ништо не значи тоа во контекст на градењето на политиката. Ова што се случува кај Трамп не е нова појава во американската теорија, политика и практика. Трамп има собствен бекграунд. Прашање е сега како тој начин на водење на, еве да речеме условно, во американскиот двор, политиката на Монро 1832 година. Тој се потпира на таа политика, се потпира на тие интереси и вели Америка first, значи дека Америка, јужна и северна, на американците, ги избркаа тогаш и Венецуела, и Мексико, да не зборувам бркањето на англичаните, германците, купувањето на Луизијана, на Флорида, се тоа беше еден концепт кој, веројатно, по најоптимално го објасни сега Герет Кушнер, беше на едно предавање во Харвард и објаснуваше приказката дека кога ќе гледаме ние која економска политика да се потпреме во Америка, он вика нашиот седми председател Ендрю Джексон беше најпроминентниот американски председател кој највеќе направи за Америка. Зашто? Заради тоа што вика треба да имаш војна, да ги решиш прашањата, да се види кој е кој во дворот, меѓутоа додека има војна вика треба да купуваш. И он вика, сега вика има војна и јас да ви кажам дека Газа е одличен real estate resort. Дека ова е шанса за тоа што се случува. Зашто? Затоа што тој Ендрю Джексон, кој е номилениот очигледно председател, кој вака и по фаца личел на Трамп, кој беше избркан од Белата куќа, неговиот Берелев во времето на Бајден, сега првата работа што направи Бајден го врати него. Како идеал за тоа како се води американска политика, меѓутоа таму, гледате, тоа е негдека 29-37 он е председател во Америка, што направил? На источниот брег, каде што требало да бидат пристаништа, кај што е, не знам, Менхетен и така, имало 4-5 индијански племиња кои го поседувале тоа.
Доаѓа Ендрю Џексон и ми вика, знаете што, ајде да се договориме. Или ќе си одите, овде треба да има град. Овде треба да има пристаниште. Нешто слично, како ова пристаниште Бен Гурион што треба да се прави во Газа. Таму каде што сега треба да завиши индискиот пат. И таму каде што завршуваат паралелната оска на Суетскиот канал. Што направи тој? Вика, учете ги поуките од Ендрю Џексон. Дали Трамп ќе редефинира својата политика кон светот и пред се кон Европа? Дефинитивно. Дефинитивно тоа покажува, затоа реков тој воен ресет, кога нациите, државите се ставаат у строј. Кој е кој? Кога почна војната, пред да почне војната во Украина, во декември 21 година, Путин дојде во Женева и направи список на барања што бара од Америка. Тој ја маргинализираше Европа заради тоа што тој што нема економска, политичка, односно воена сила да се одбрани и да донесе автономни решенија, тој не е соговорник. Денеска Трамп се враќа на истата приказка. Повторно тие, вклучително еве сега и од далечниот исток е многу битно што се случува, поготово што ние, знаете, светот го гледаме од овде, Македонија, Србија, Бугарија, и така го толкуваме се она што се случува Трамп, Путин и така натаму. Светот е малце многу поголем и многу покомплексен. Ова што нас конкретно се случува сега во БРИКС или станува Индонезија, 10-та земја членка на БРИКС, 280 милиони луѓе. Знаете која е тоа економија? Да не зборам сега за Малезија, Сингапур и така натаму. То се гиганти, тоа е како едно изгревачко сонце кое не можеш да го запреш. А нашиот ум секој пат бил на запад. И ние сме ги мереле, сме се токмеле, сме се, да не речем, удварале на тие некои западни политичари, вредности, нивните интереси и така натаму, не сваќајќи дека во следните, барем години, децении, ние ќе треба да бидеме отворени и за тој простор, бидејќи во конкуренцијата немилосрдно е, нели? Ако е убаво во Америка, ти идеш у Америка. Ако сакаш да правиш бизнис, идеш у Дубај. Веројатно нема ти смета да идеш и у Аустралија како нашиве печалбари. Али ако имаш бизнис со кинези, ако ти произведуваш некоја поевтина стока, што е поевтина од, да речам, американската, затоа што сега, еве гледате што се случува во американската економија, колку царините се меч со двеоштрици. Имате 100% царина на електричните коли од Америка. На кинеските коли за увоз во Америка. Да речам, тие ги произведуваат по 30.000. Ако дојдат у Америка, треба да го затворат пазарот General Motors и Tesla. И сега ти, што е кост бенефит на царините? Кого браниш? Tesla, General Motors, работниците или граѓаните што сакаат, нели, таа, што викаме ние, невидлива рака, нема ништо подобро во економијата, тоа е идеал како Библија за економистите, дека нема ништо подобро што работи за граѓаните од совршената конкуренција. Ама тамо со 100% тие доаѓаат до $60,000, а не смеат да дојдат до 60.000 заради тоа што ќе купуваат електрични коли, односно овие камиони, пошто во Америка се за транспорт се користат повеќе тие, за 50 или за 45.000, за 55.000 американски коли. И сега тоа е она истото што го правил Колбер во Франција наспроти Адам Смит и англиската економија. Професор Кекеновски, заложници ли сме на историјата? Не гледаме кон иднината? Знаеш што е историја? Превртена политика назад. Историјата била некоја политика на некого пред деценија, пред 100, пред 200 години. Заложници сме на културни предрасуди. Оној момент кога на 5 март 46 година во Фултон, Черчил на едно предавање рече дека гледам дека се спушта една железна завеса меѓу Шчечин и Трст. Тоа покажува дека заложници сме на културата, на идеологијата. Таа завеса не беше културна, се подели Германија на источна и западна. Таа беше идеолошка. И повеќе би рекол, ние сме заложници на таков тип на културни предрасуди. Дека не може, не знам, зошто Ерменија, Грузија не ја сметаме дека е дел од Европа, зошто Украина не било, зошто Белорусија, каде ние поставуваме граници, кај завршува Балканот, на Сава, на у Виена, и тие предрасуди би рекол нас повеќе ни сметаат.
Знаеш? И тука ти правиш политички елити кои се навијачки. Идат на една страна и викат ние сме со овие и треба да правиме вака. Дали ова значи дека не созреавме во овие 3 децении како држава? Како држава, ние сме посебна една прекрасна прирачник за самоуништување. Не созреа европските елити. Кај се денеска европските лидери? Знаете кој бил Конрад Аденауер? Каква голема идеја имале тие? Или пак, каде се денеска тие да ги определат собствените економски интереси? Ако ти, ова што се случува на Германија, не може да ги направи собствените енергетски коридори. Клучот за едината на Европа е договорот меѓу Германија и Русија. Можат ли, смеат ли, или пак ќе бидеме ние робови на она политика, значи не на историја, на политика, на интереси, заради тоа што Европа ги плаќа репарациите кон ослободителите 45-та година до денеска. И ние треба да живееме, да го видиме ослободувањето на Европа од онаа дефиниција има Лорд Исмеј. Тој е првиот генерален секретар на НАТО. Он вика, што треба да правиме у Европа? Русија надвор, Германија доле, ние внатре. Тоа е Европа 45 години. Дали треба повторно некој голем лидер, некој телефонски разговор или на некоја салфетка да определиме до каде ќе бидеме ние, или ќе има една таква, како да речам, просветителска политичка елита која ќе ги абсолвира грешките од минатото и ќе рече, знаете што, ова е европски интерес, затоа што ние сите викаме Европа, европски, ние не знаеме кои се НЗС меѓу Германија и Англија, меѓу Шпанија и Аустрија. Ке се тепаат за Ирска бугарите или португалците за Романија. Ние не изградивме европски идентитет. И тоа е клучот на поразот на европските, на европската идеја на Жан Моне, на тие големите умови од тоа време. Може ли да живееме под илузијата дека еве ние сме членка на НАТО, безбедносниот чадор не обезбедува дома, Европа ако не сака, дома ќе се европеизираме, натрешно ќе се консолидираме? Може ли такво сценарио на домашно преживување и стабилизација постепена без европеизација надвор? Може по пат на трулење. Ова што го правиме ние. Ќе ни избегаат најдобрите деца, ќе избегаат најбогатите луѓе, ќе избегаат тие што знаат да прават пари, ќе избегаат она што викам, кога правиш манџа треба малце сол. Ако не стаиш за никаде, ако стаиш многу, премногу. Тој што знае колку е моделот за да издржиме. Сега, пак реков, ние сме како Балкан и тука се трудам да бидам промотор на тие идеи за да може да направиме едно надполитичко, надекономско, биолошко, климатско, еколошко место, простор како што е Балканот, каде што треба да го уважуваме. Најдобриот простор за ова што ќе се случува, познавач на Балканот за ова што ќе се случува, и она се што го кажал во својата книга Балкански цивилизации, прва и последна Европа, е Трајан Стојановиќ, асистент на Фернан Бродел. Тоа зборував за долгите рокови кога треба да знаете што едно тело може да направи. Еден човек остарува од 70-80 години. Една држава, една идеја остарува од 70-80 години. Советски сојуз почна 18-19, за 17 години се распадна. СФР почна идејата за Југославија, за 17 години се распадна. Европа почна 40-50 година условно со договорот за јаглени челики, со римскиот договор, за 70 години се распаѓа. Има некои циклуси кои мора да се почитуваат. Професор Кекеновски, дали кај нас популизмот е начин на владење? Во политички контекст, најважната состојка у ова што е македонска манџа специјалитет и на Балканот воопшто, е за жал тоа. Не го гледајте, не гледајте Македонија. Значи, јас зборам за културни матрици, за процеси кои се одвиваат на
определени. Сега доаѓа една нова генерација, Србија го гледате. Не ќе да слуша, не ќе да моли, не бара ништо од власта. Тоа е она како у генерациите. На времето сите живеели у една куќа или у еден стан, баба, дедо, млади, свекрва, снаи у еден стан. Денеска ти не можеш да натераш некој дека, знаете, немате сам, па ќе живееме заедно, ќе биде поевтино. Не може. Едноставно, културните навики на овие генерации млади се сосема различни. И затоа мислам дека нас не заради тоа што ќе биде некоја автономна револуција од внатре за да го сватиме тоа и ние да се приклучиме, него заради тоа што тоа се стварно глобални процеси. Тоа е како некоја инфекција, не можеш ти ковид кај што има на едно место ќе дојде у цел свет. Тоа што е добро, тоа што е лошо, ама ние треба да бидеме свесни да имаме антиковид или да имаме наша генерација, елита, од млади луѓе кои ќе го разбере тоа, за да сватиме дека треба да се поправат некои историски грешки. Ова, апропо, кога рековте, треба да завршиме со Македонија. Имаше еден договор во Букурешт 13-та година. Пред неколку недели Македонија од Пирин во Македонија во Еген се проаѓа без проблем. Останавме ние надвор од себе. Тоа е нелогично географско и политичко, да не зборам цивилизацијско решение. И затоа јас се залагам за релативизација на границите, за немање политички воени начини да се решаваат етничките конфликти. Затоа што, меѓу другото, нас и информациите, информационно општество не направи и на некој начин потолерантни. Пред 50 години едно семејство у Албанија, у Северна или во Косово или овде во Македонија беше многу подалеку едно од друго отколку денеска. Денеска они доаѓаат тука, ти можеш да отидеш тамо на одмор, гледаш дека не е ништо страшно некој да биде од различна вера, да зборува на различен јазик, и тоа е, би рекол, еден придонес на македонизмот, тоа што го имаше на Малта, последниот разговор меѓу Горбачов и екипата на Буш, дека не можеме да направиме чекор без македонизмот, кој е интегрирачка идеологија. Професор Кекеновски, пред 4 години во едно интервју велите: светот и кај нас, на Балканите, народите се слуги на општествените елити. Зошто? За полесно да се управува и да се манипулира со народот? Општествените елити, дури и тука сме правиле муабет, затоа што олигархија е позитивна работа, заради тоа што тие се луѓето што се условно најучени, најпросветени, кои би требало да политиката по дефиниција интерес и сила, меѓутоа по суштина е антиципација. И јас тамо го цитирам Арчибалд Райл, дека Рајс, кој вика: никој повеќе не страдал од неодговорните политички елити од балканските народи. Он го кажува тоа за Србија. И никој толку жртви не поднел за собствената слобода и така натаму, а да нема таков фидбек. Војниците од Прва светска војна, не знам, најголема привилегија што им е дозволил кралот Александар е да просат на кнез Михајлова. Зошто ние денеска исто така не го прифатиме, не го прегрнеме тој концепт, заради тоа што нашата традиција овдека не била да раздели по владе или робство. Нашата била хомогена. Хомогена во смисла дека сите сме еднакви. Не можеш да имаш ти општество, сега американската средна класа е 20%. Новата средна класа во Кина е 400 милиони. И Кина е успешен модел заради тоа што трае и економска војна, и културна војна, и сакаат они да дојдат 50.000 американски фирми дојдоа таму. Меѓутоа не го сменија мајндсетот на кинезите. Тие си останаа патриоти, останаа скромни, направија собствено образование, нас направија само одржувачка перпетум мобиле систем. Ние, напуштајќи ги индустриите, се дезиндустриализиравме, напуштајќи го селото, го напуштивме менталитетот, демографијата, културата и така натаму, и сега влеговме во празна една кола која нема мотор. Професор Кекеновски, во интервју за Республика 2021 година, во однос на економските движења дома, велите: ние ја надминавме границата од
60% долг според БДП, тука е максимумот. Денес веќе сме речиси 70%. Буџетски дефицит кој меѓу 4 и 5% имаме последниве 4 до 5 години. Препознавате ли некаква краткорочна, ајде да не речем долгорочна, краткорочна економска визија? Кога сум бил 80-тите години асистент, последен проект на кој сме работеле беше проектот на Економски институт за регионален развој. Има едни фини портокалови книгички во кои точно се определени 9 региони, кој што треба да прави, каде треба да биде лозарство и зошто, каде треба да биде овоштарство, каде треба да биде индустријски центар и така натаму. Ова што го велите вие. Нас ни недостасува, и тоа Србија плаќа многу високо таа цена, тој така наречен општествен диалог. Кога сте слушнале вие, да го земеме само Бугарија кои се малку посериозни од нас, нели? Јас знам како се однесува они за дипломатскиот контекст со Македонија да го решат прашањето. Долго време истражуваа во Косово, во Албанија, каде, како, која црква, кој манастир, која битка, колку се македонците зрели и така натаму го направија како политика. Американците ги вратија тоа време, па после тоа уште еднашка го повторија сите институти на БАН. Етнолошки, политички, дипломатски, економски и сите го работеа тој здружен програм, го дадоа, го усвоива во парламент. Парламентот ја следеше таа политика. Ова што ви реков, ние може да издржиме вака, меѓутоа ќе трулиме. Би сме биле 40, па 50, па 60% од БДП задолжени, па ќе бидеме 70 ако продолжиме вака у празен еден простор кај што нема никој ни пред нас, ни позади нас, сме осудени на натрулење. Тоа беше нивниот пристап. Како сите институции ја изградија нивната позиција. Јас стално сум се чудел зошто на толку факултети, на толку државни факултети, толку институти, никој не добил задача да напише документ. Ти си политика, лева или десна, една или друга партија, може да го видиш, да не го видиш. Последната на кој документ на кој јас сум работел е 97 година долгорочната стратегија за економски развој. Се работи... Професор, меѓутоа еве во МАНО има неколку стратегии, па што фајде? Инклузивноста е клучниот проблем на кој укажува Дарана Чемоглу и новите нобеловци. Колку институти, колку луѓе, колку научници се внесени во таа приказка и колку не разбираме дека политичките партии се дел од тој процес. Ние тука имаме еден друг проблем како лоша инерција, а тоа е дека не направивме разлика што е држава, што е општество. Држава, тоа се јавните институции. Војска, полиција, Народна банка. Општество, тоа се политички партии, тоа се универзитети, тоа се стопански комори, тоа се синдикати, тоа е невладин сектор. Дали имате вие респектабилен партнер и комуникација и тој институционален коридор да се отвори меѓу нив? Тогаш кога си заедно, како вика, соединението прави силата. Тогаш ти можеш да постигнеш консензус. Секој консензус, па и во политичка, и во која сакате смисла, со сите овие договори предходно, не застапени сите етнички, социјални и политички групи се осудени на неуспех. Професор Кекеновски, речиси сите го критикуваат клиентелизмот и неказнивоста, но веројатно добро се живе и се функционира во државата, трка за пари и изместени вредности. Ова што ја дадовме всушност големата слика, резултатот е тоа. Нели, кондиција sine qua non. Ти не можеш да преживиш, не можеш да креираш ти друга влада, друга политика. Тоа се партиите за кои сме гласале, тоа се владите, тоа се нашите интелектуалци, тоа се нашите судии. Она што може да го направиме, ние знаеш стално ќе идеме во Европа, ќе дојде. Се додека оној момент продите по обиколницата у Скопје као депонии се околу. Кој може тоа да го исчисти? Околу јавните институции сега, вчера, давчера, општиниве и така натаму. Тој тип на култура не викам ја да видиме ние кој јапонците, имаше тука една спортска екипа од Јапан, деца дојдоа да играат на градски стадион и завршуваат нашиве, оставаат хаос у соблекувалната.
идат кај јапонциве, викат директорот чистачката никој пат почисто не било. Што е нивната култура? Он кажува тоа што ќе го направиш. Како ѓубре треба сам да го тргнеш. Не е битно дали си ти министер, дали си ти фудбалер, дали си ти дете, дали си ти возрасен. Тој тип на култура. И затоа реков дека у медиумите сега ние ако промовираме концерти за турбо фолк музика и ха-ха-ха, хи-хи-хи, тие азиатски ритми, тоа води кон еден друг тип на поведение на одговорност. Не сваќаме дека е тоа поврзано. Неодговорност во политика, во економија, плаќаш данак, не мораш. Снајди се, подкупи. И ние ги живееме последиците од таа културна матрица. Бевте во своевидна медиумска изолација, анализирајќи 2021 интервју за Республика, после подолг период се појавивте во декември кај колегата Љупчо Златев и ова е трето интервју кај мене. Дали тоа е всушност ваша порака, ваш став дека немам што да кажам и не допираат ставовите и мислењата на научната фела до креаторите на политиките? Види, сега имам што да кажам и сега треба да кажам. Затоа што реков, така се убрзува историското време, да треба сите да бидеме на број. И да бидеме на куп, и да бидеме заедно, да ги разгледуваме сите овие опции, заради тоа што после оваа политичка раскрсница ни требаат повисоки цивилизацијски вредности и ни треба, би рекол, можеби најважно и првично, една нова образовна елита, која ја имаме по светот, меѓутоа треба да ја инклузираме. Тие што се најдобрите експерти од свет да ги доведеме и да ги прашаме барем, да бидат дел од оваа приказка. И во тој контекст сум зборувал и за 2025, зошто тоа треба да се обнови на едни сосема нови, регенеративни особи и да бидеме, како да речам, практични. Знаеш, ние сме од оваа балканска болест, ово е на овој, ово е на тој, ово е глуп, ово е ваков, оно е таков. Мачкава фаќали глувци, знае ли тој да го реши тој проблем у Кина? Да. Го знае ли тој тамо во Јапан? Да. Овој другиот го знае ли тој у Америка? Ни фали прагматичност. Професор Кекеновски, ви благодарам за гостувањето и за интервјуто. Ви благодарам и вас. Во Европа произвела и пласирала пред короната 3,8 милиони возила. Минатата година, 2024, таа бројка е само малку над 2,8 милиони возила, што значи дека речиси 25% имаме помало производство и помала побарувачка за нивните производи. И реално гледано продажбите во Европа се околу 25% помали од врвот кој беше постигнат пред короната. Дел од странските компании во слободната зона Бунарџик заминуваат, дел ги намалуваат капацитетите. Компанијата Аптив, која вработува околу 500 луѓе, заминува од земјава, а своето производство ќе го продолжи во Полска и Португалија. Клуч на врата става и Дура Automotive Systems, во која работат околу 500 луѓе. Джонсон Мети, како најголем увозник од Македонија, ги намалува бројот на вработените во својата компанија. Многу мал дел од барањата се прифатени. Ова е една од констатациите на одржаната пресконференција на Советот за странски инвестиции. Во наредните минути ќе разговарам со председателот на Советот за странски инвестиции, Виктор Мизо, кој всушност е менаџер во германската компанија Костал. Господин Мизо, издвоив неколку поенти од пресконференцијата: намален обем на работа, потребна е зголемена комуникација со владата, нема координација со институциите, имаме намалување на нарачките. Дали е ова навестување за неизвестна година и драстично намалување на производството во сите компании од странски компании во предсе кои се лоцирани во индустријските зони? Прво, не би направил дистинкција помеѓу компаниите дали се во технолошко-индустријските развојни зони или надвородни. Ако се концентрираме за автомобилските компании, бидејќи имаме компании и кои не се користици на ТИРС, она што можам да кажам е дека
сите сме свесни дека автомобилската индустрија неколку години поред континуирано оди низ различни кризи. Без разлика дали е тоа проблемот со полупроводници и чипови, војната во Украина, целиот оној дел на синџирите за добавување, како влијаеше на истото, потоа она што се случи со короната, дополнително она што се случи со Црвеното море и хутите и нападите на бродовите, па требаше да наоѓаме алтернативни начини како тие производи и репроматеријали од Азија да стигнат овде. Врвот на автомобилската индустрија во Европа беше достигнат пред короната некаде 2018-2019 година. На самата пресконференција истакнав еден интересен факт дека Volkswagen како најголема европска компанија и втора глобална најголема компанија за производство на возила во Европа произвела и пласирала пред короната 3,8 милиони возила. Минатата година 2024 таа бројка е само малку над 2,8 милиони возила, што значи дека речиси 25% имаме помало производство и помала побарувачка за нивните производи. И реално гледано, продажбите во Европа се околу 25% помали од врвот кој беше постигнат пред короната. Од таа гледна точка, знаеме дека Германија изминатите 2 години е веќе во техничка рецесија и истовремено цените на возилата се драстично зголемени. Секој од гледачите тоа може да го потврди, ако се во процес на купување на ново возило, иако и старите возила се драстично поскапени од претходно, и целата она несигурност околу електрификација, брзина на електрификацијата, конкуренцијата која доаѓа од производителите и многу ефтините возила од Кина, кои во многу случаи се дури и технолошки понапредни, со многу повеќе технологија и можности од гледна точка на конективност, на најнови технолошки напредни процеси споредено со европските возила, она што значи Тесла и продажбите на Тесла во Европа го намалуваат колачот за европските производители. Заради тоа, веќе подолго време нашата индустрија се соочува со намалување на обемот на работа и можам да речам дека втората половина на 24-та и предпоставките и плановите за оваа година зависно од компаниите. Не е ова униформно за сите, бидејќи за некои компании зависи од моделот или брендот на возилото за кој работат, имаме некои намалувања помеѓу 10, па дури и до 30%. Додека некои компании дури се соочуваат и со зголемување на работата. Истовремено во кој циклус на инвестиција е компанијата? Ако компанијата се уште има пораст, нови инвестиции, зголемување на обемот на работа, тоа не значи дека има намалување. Спомнавте неколку компании на почетокот. Не можам директно за секоја компанија да коментирам што, зошто и како се случило. Но она што е важно, сметаме дека целиот оној процес на aftercare, тоа значи од реализација на инвестицијата, колку често, колку брзо се има комуникација не само со компаниите туку и со менаџерскиот тим на таа компанија на регионално или глобално ниво. Значи, ако компаниите се европски, нормално со европските централи. Ако компаниите се од Северна Америка, може да се разговара и со нивните централи во Европа или на глобално ниво. Што се случува? Да се следат случувањата во индустријата. Преку сите оние списанија и индустријски можности каде што некој може да прочита и да се едуцира околу автомобилската индустрија, како ние како држава да бидеме по-проактивни визави конкуренцијата. Едно да се привлече инвестиција, друго да се задржи истата или, како што рековте, брзо да се адресираат некои од проблемите со кои ние се соочуваме. И не сакам да речам дека точно на анкетата се каже дека мал дел од тие работи се влезени во сила, но мораме да сме исто така конкретни и транспарентни дека како изборна година минатата година да дадеме можност да сето тоа или добар дел од тоа се исполни барем во првите 6 месеци оваа година. На неколку наврати владини челници споменуваат дека минатата година во Македонија се реализирани околу 1 милијарда странски инвестиции. Имате ли вие увид каде се пласирани тие средства и во кои проекти пред се? Не, ние немаме, ние не водиме таква евиденција или таква статистика, но она што беше
представено за време на презентирање на анкетата е дека постоечките компании, членки на Советот за странски инвеститори и оние кои ја одговориле анкетата минатата година реинвестирале околу 270 милиони во локалната економија. Што значи отприлике 1/4 од овие бројките што и кажувате. Значи постоечки компании кои се веќе тука, без разлика дали се тие Greenfield, Brownfield инвеститори, дали се тие компании кои дошле во процесот на приватизација или аквизиција на домашни компании, тие континуирано продолжуваат да инвестираат, бидејќи 270 милиони не е мала сума на евра, не е мала сума на пари. Како ја оценувате во моментот деловната клима за привлекување на инвестиции? Дали овие последни информации околу дел од странските компании кои најавуваат затворање на своите погони, дел пак кој зборува за рационализација на кадровските потенцијали, се некаков индикатор кој треба да не загрижи? Рационализацијата кај компаниите кои се соочуваат со намалување на нарачките е нешто што е реалност во бизнис светот. Мора да го стегнете ременот и да ги намалите трошоците. Што значи намалување на трошоци? Намалување на трошоци може би да значи, кога некој каже има намалување на бројот на вработени. Не значи дека тоа директно е отпуштање на бројот на вработени. Тоа може да значи природната флуктуација на вработените, можда не директно секое работно место ќе биде пополнето со ново. Или пак кога некој од вработените кои имаат договори на определено работно време, нема да се продолжат тие договори. Но сето тоа зависи од обемот на работа која компанијата има. Деловната клима и процесот на привлекување на странски инвестиции не е директно поврзано со она што ние како странски инвеститори кои се веќе присутни тука, на кои ние најчесто коментираме. Но ние сметаме дека е важно неколку работи што минатата година со глобалниот минимален данок, адаптацијата која се направи во Македонија, која ги афектира големите мултинационални компании со 15% данок, неможноста веќе да се даваат даночни ослободување на корпоративен данок, треба да се изнајде друго алтернативно решение и ние знаеме дека владата во моментот работи на тие други алтернативни методи на нудење државна помош за да ја задоволи конкурентноста на државата визави другите држави, но истовремено сметаме дека во голем дел целиот оној процес на aftercare и комуникација со постоечките компании е важна за добивање на информација што се случува во компаниите и како нивните потреби да се адресираат на краток или среден рок за потенцијално тие или да реинвестираат или оптимизациите во Европа да се случат на наше тло, а не како што рековте можеби во Полска, во Унгарија, во Португалија или на други места. Како овие промени пред се во Соединетите Американски држави ќе се одразат на релација САД Европа од економска гледна точка, непредвидливоста на политиките на Доналд Трамп во однос кон Европа, зголемувањето на царинските давачки? Така. Значи, тука имаме едно е САД према Европа, друго е Европа према Кина, но истовремено и САД према Кина. Сите тие работи, автомобилската индустрија пред се е глобална индустрија и секогаш треба да планира каде точно да го лоцира своето производство споредбено со локалните пазари или понекогаш од една локација да произведува за глобалниот пазар. Ако се реализира она што Трамп го кажува да се воспостават царински стапки на европски возила, европско произведени возила кои се увезени во Соединетите Американски држави, бидејќи тој кажува дека во моментот американските возила овдека подлежат на царина во Европа, подлежат на царина од 10%, додека обратно е 2,5%. Ако тоа се изедначи на 10%. Од Германија над 850.000 возила годишно, пред се луксузни возила, тука се Порше, Мерцедес, БМВ и слично, се произведуваат во Европа, се изведуваат во Соединетите Американски држави. Ако на тие возила има 10% царина, потенцијално повеќе, мислам дека тоа директно може да влијае кон колку од тие возила ќе бидат продадени во иднина. Тоа може да влијае и на обемот на работа кој ние, како производители на компоненти во Европа, ги имаме за она што е европскиот
пазар за производство на возила. Така да таа несигурност директно влијае и врз нашата алокација на капитал на глобално ниво. Не се знаете дека оние 25% царини кои беа најавени за Мексико и Канада беа одложени за 30 дена. Не само јас како Костал, многу компании од автомобилскиот сектор за Северна Америка најчесто производството е во Мексико. Треба да знаете каде ќе го алоцирате капиталот. Дали тоа ќе значи ќе инвестирате во Мексико, ќе инвестирате во Европа, ќе инвестирате во Кина. Сите овие несигурности директно влијаат на нашите многу брзи и чести промени или адаптација на планови и стратегии, но истовремено треба да размислуваме дека европската економија расте со многу мала стапка на раст. Германија беше 2 години во рецесија, сега ќе има некоја анемична раст од помалку од 1% и сето тоа влијае на сентиментот на потрошувачката. Не само за возила, него општо. Господин Мизо, Германија како наш најголем трговски партнер е во своевидна некаква лимбо ситуација. Како оваа политика ќе се одрази врз македонската економија? Гледајте, ние многу зависиме од поборовачката. Поборовачката е онаа врз основа на која ние треба да ги адаптираме нашите активности, бројот на вработени, вредноста на инвестициите, работа на нови проекти. Затоа е многу важно секоја компанија која е присутна тука да може во рамките на својата групација, знаејќи дека или во соработка со владините институции, колку се подобри бизнис климата, колку се земат во обзир некои од нашите забелешки, хармонизација на царинските стапки, например, или изедначување на критериумите за давање на државна помош, тој е оправдан трошок според глобални сметководствени стандарди, слично, колку сме поконкурентни од другите локации во Европа или Северна Африка, тоа ќе значи дека повеќе ние можеме овдека да концентрираме производство, та дури и во анемична економија во Европската Унија, ние да покажеме раст на нашите активности што директно ќе влијаат кон додадената вредност во Македонија и побрз раст на македонската економија. Но јас би предложил уште 2 работи. Прво, диверсификација на видот на странски инвеститори кои се привлекуваат во Македонија, бидејќи имаме можеби преголема концентрација кон автомобилската индустрија која е многу циклична и која зависи од работи во кои ние немаме никаква контрола. Но дополнително и да се размислува не само за производствени сектори, туку за сервисни и услужни сектори, каде што интелектуалниот капитал, знаење, способност може да извезувате памет, а не само физички производ. За стабилна долгорочна инвестицијска политика важна е компонентата за правна сигурност. Ако перманентно се зборува за корупција, каков фабер праќаме кон потенцијалните инвеститори? Корупцијата, и тоа денеска исто така го представивме, е еден од важните фактори при носење на инвестицијски одлуки. Знаете дека има многу параметри по кои се анализира перцепција за корупција, реална корупција и слично. Можам да кажам, барем од моето лично искуство или искуство од компаниите со кои сме во контакт, голем број од странските компании, кои се големи мултинационални компании, прво тие имаат внатрешни системи за усогласеност или така наречен compliance, каде што корупцијата по никаква основа не е дозволена или не треба да се практикува од било каков вид, не само кон државни институции, туку корупција за добивање на бизнис или слично. Така да стандардите по кои овие компании работат се и интерните процедури кои ги имаат за проверка дали се работи по тие процедури се многу стрикни и истовремено јас досега барем лично не сум се соочил со коруптивни активности каде од страна на државата е нешто побарано кон компанијата за која јас работам или за некои од компаниите со кои сум во директен, што речи си секојдневен контакт. Дали таа корупција не е присутна во општеството, на сите ни е јасно, бидејќи сите зборуваат за корупција, дека тоа е така. Колку луѓе, од кои причини сето тоа се ставени на црни листи во Соединетите Американски држави, како нашето судство постапува по тие случаи или како е општата перцепција на едно е право, друго е праведност и правичност и колку брзо сето тоа се процесира.
Тоа мислам дека е неопходност на секоја држава која претендира да биде член од глобалното семејство каде што некој ја прецепира државата не само како инвестициска дестинација, туку како зрела држава и економија која работи по глобално прифатливи правила и стандарди. Дека ние преку ног ќе станеме Скандинавија, нема да станеме. Но не само ние. И други земји од Западна Европа или Северна Америка не се Скандинавија. Но треба да задоволиме некои просечни европски вредности, и мислам дека тоа треба да биде стремеж на државата. Не навлегувам дали ќе сме членка или кога ќе сме членка на Европската унија или не. Ова треба да направиме за нас. Не дека некој ја бара таа реформа од нас, туку ние како општество и како граѓани на оваа држава треба да се стремиме кон овие идеали и постулати. Но не сакам да кажам дека ова е идеалистичко гледање на работите, туку таа е реалноста. Како се обезбедува работна сила во ситуација кога се почесто се зборува за екзодус? Од гледна точка на ефтина работна сила, јас би кажал, целта на компаниите е best cost, најдобра цена, не low cost, ефтина цена. Не е само цената на работната сила, туку е трошокот поврзан со производство на единица производ. Ако одите само чисто на цена на работна сила, има многу подобри дестинации од нас, дури и во Европа. Да не зборувам Северна Африка и слично. Но без кост значи која е цената на работната сила, која е нивото на знаење, на едукација, кои се дополнителните трошоци кои ви се потребни за таа работна сила да ја адаптирате на потребите на компанијата, без разлика дали е тоа роботика, автоматизација, доусовршување, и мора да земеме во обзир. Ние сме мала држава по број на жители. Ние веќе немаме абсорбциона мок, барем според мене, за привлекување на трудоинтензивни компании или компании кои би вработиле 800.000 вработени. Треба да се концентрираме на помали компании со поголема додадена вредност, но истовремено диверсификација на истите. Не само производство, не само автомобилска индустрија, за да најдеме некаков баланс и можеби да размислуваме за диверсификација на извозните пазари. Оправдани ли се забелешките за нелојална конкуренција помеѓу странските и домашните компании? Не би рекол воопшто дека се оправдани. Зошто? Не, домашните компании добиваат исти или сличен вид на државна помош, зависно од начинот и проектот кој го имаат. Големите странски компании најчесто имаат многу поголеми проекти, па затоа апсолутната вредност на таа поддршка е поголема. Но не би рекол со законските решенија кои постојат, огромна е бројката на домашни компании, многу повеќе домашни компании добиваат државна помош и асистенција од страна на државата отколку странски компании. Има ли потреба од толку индустријски зони? Не е работата дали има потреба од толку индустријски зони. Работата е дали треба да имаме толку голема концентрација на индустријата во главниот град. Јас реално, поставувам едно реторичко прашање. Не знам друга земја во Европа или Северна Америка каде што целата индустрија или огромен дел од индустријата е концентрирана во главниот град. Тоа не е случајот ни во Австрија, ни во Германија, па ни во Србија, ни во Словенија, а сигурно не е во Соединетите Американски држави или Канада. Кај нас се е концентрирано во или околу главниот град. Индустријските зони или диверсификација на компаниите и нивната дисперзија низ различни локации на државата значи задржување на тие луѓе во внатрешноста, да не емигрира и сите да се концентрирани и да дојдат во главниот град, туку да има можности во сите делови, и во источна, и во западна, и во централна, и во североисточна Македонија, да граѓаните кои живеат во тие помали градови да имаат начин не само за екзистенција, туку да најдат соодветна работа, работејќи за мултинационални компании. Дали толку зони има или има потреба е друго прашање. Работата е дали на толку локации има соодветен квантитет и квалитет на работна сила. И каква е таа, треба да се направи едно соодветно мапирање и да се види каде на еден или друг начин, вклучувајќи и регионален аспект на државната помош, за да некоја компанија се стимулира да не доаѓа во главниот град, туку да оди на некоја друга дестинација.
Како вие го доживувате ставот на владата дека не е толку загрижена во однос на најавите за напуштање и затворање на дел од странските компании во зоната, туку напротив повеќе се загрижени како ќе се обезбедат работници. Она што го слушнав, не можам да го коментирам тоа бидејќи не знам кои се потенцијално новите компании кои во следниот период или веќе донеле одлука или ќе ја представат својата нова инвестиција. Ако такви компании има и ако таа бројка е во апсолутна сума поголема од она што е загубено, апсолутно е позитивно тоа. Дали и каква работна сила ќе најдат во многу случаи и области не зависи само од компаниите, туку зависи од нас. Зависи од едукативниот систем, зависи од перцепцијата на луѓето дали сакат да работат во индустрија или не, или дали сакат да работат во државна администрација, понекогаш не одејќи на работа и не земајќи плата. Односно, или земајќи плата. Така да од таа гледна точка тие работи треба ние да ги промениме, да имаме помала државна администрација, да имаме поголема можност за тие луѓе да работат во приватниот сектор, но загуба за секоја компанија која е била тука долго време не е добра. Но сепак ако има алтернативни можности во бизнис светот, многу компании доаѓаат, си одат, раснат, умираат, банкротираат. Така да мора посебно да се гледа за секоја компанија кои се причините за тоа, но тоа не мислам дека е директен во моментов тренд кон кој влијаела државата, туку влијаеле повеќе бизнис околностите и како таа компанија одлучила каде да се консолидира. Но пак, можеби, ние како држава можеме да влијаеме на локација на идни консолидации, кои може да постојат и во иднина, бидејќи, како што кажав, пазарот е во комплексна состојба во моментот. Благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас. Кога гледаат како функционира општеството, дека за се треба врски, за се треба да се потплати нешто и така натаму, па и самите во таа безпомошност често пати прибегнуваат кон тоа, ете, некого да подкупат. Македонија бележи пат во битката со справањето со корупцијата од 12 места во однос на 2023 година. Таа и понатаму е во друштво на Виетнам, Казахстан, Танзанија. Неказнивоста на високата корупција поврзана со лица на јавни позиции. Индициите за политичко влијание во судството, лошата контрола која судскиот совет ја врши врз судиите и 40 препораки на оценската мисија на Европската комисија. Кршењето на законот со изборот на кандидати за Академијата на судија и јавни обвинители за време на избори се само дел од случувањата кои го тресеа судството. Американски црни листи и санкции за корумпираните веројатно не даваат ефекти. Недостигаат веројатно ефективни антикорупцијски системи. Извештајот на Transparency International, случајно или не, коинцидираше и со намерата на владата да го разреши државниот јавен обвинител. Во едно демократско општество, каде што постои поделба на власта, најзадолжен за сузбивање на корупцијата е судството, односно тоа се правосудните органи. Зошто? Бидејќи само тие можат да носат пресуди кои што имаат консеквенции, последици по оние што го направиле кривичното дело, било какво, дали е од друга област или поврзано со корупција, и само тие, преку едно поостро казнување на делата од областа на корупцијата, можат да предизвикаат промени во општеството, односно да ги исполнат целите на генералната превенција. Што сакам да кажам со ова? Сите други власти, например законодавната и извршната власт, можат да придонесат во овој дел. Извршната власт може да направи подобри механизми за внатрешна контрола, да ја сузбива корупцијата во своите редови и така натаму, но на крајот и да има индици, сето тоа повторно завршува во органите, односно во судството. А обвинителството пак од друга страна е она кое треба да иницира, треба да поднесува акти или предлози до судот на основа на претходно добиените индици. Ние минатата година тоа многу често го кажавме, не ми е многу жал што едни
институции кои што добро си ја работат својата работа, како Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупција, кои што работат во совети, кои што не со нивните членови, кои што даваат извештај, овие извештаи и иницијативи завршуваат во обвинителство, многу малку од овие случаи скоро ич се процесуираат понатаму во судот. Значи, високата корупција е една голема болка на нашето општество, неказнивоста на високата корупција. Паѓа јавниот обвинител Коцевски, владата е решена да го разреши од позицијата, но дали со таквите своји политики, разрешување на државниот јавен обвинител, поставување на идеја и намера да се сменат дел од членовите на судскиот совет, може да допринесат и да помогнат да се промени сликата во однос на битката против корупцијата. Вашето прашање дали во делот на тоа дали со смената на обвинителството всушност ќе се подобри на јавниот обвинител нешто во тој дел. Па како да ви кажам, по закон јавниот обвинител како највисок во хиерархијата, а јавното обвинителство работи во принципите на хиерархија и субординација, е посредно и непосредно одговорен за ефективност и работата на јавното обвинителство, бидејќи тој се смета дека како начело на врвот на нова институција треба да воспостави добри политики и практики кои што понатаму ќе произведат ефективност и ефикасност на јавно-обвинителскиот систем. Ако јас не би можел да го кажам моето мислење дали со неговото сменување ќе се смени нешто, нели? Меѓутоа факт е дека треба многу работи да се сменат во работата на јавното обвинителство како би имале повторно ќе потенцирам појако гонење на овие дела од високиот криминал. Колку измените на кривичниот законник со кој застаря дел од предметите застаря, некои беа преквалификувани, всушност допринесе и за ваквата лоша оценка? Знаете како, во минатиот индекс, кој што го објавивме 2024 се однесуваше на претходните години, таму беше издвоено кај Македонија, значи тоа се случува понекогаш во индексите на перцепција на корупција, беше издвоен случајот со упадот на собранието во правосудниот систем. Зошто упадот? Бидејќи тие им го одзема основот на гонење на самите судии. Знаете, кога едно дело ќе го буквално масакрирате начин како што се случи, значи се намали казнивоста, дел од оние членови квалификувани ги снема од тој закон, понатаму не можете да очекувате ефективна борба против високиот криминал, особено што се намали рокот за гонење на овие дела и голем број на дела, некаде во тој извештај претходниот ние ценевме околу 200 кривични дела останаа без пресуди на крај, значи се случи застареност. И сега, кога во едно општество кое има сериозни проблеми со корупцијата, ќе донесете таков закон со консензус на тогашните пратеници од тоа собрание, значи заеднички си го изгласа тој закон, а самите тие се високи функционери кои што понатаму можат да подлежат на гонење, тогаш тоа ви кажува дека всушност се злоупотребуваат институциите на системот, во тој случај парламентот, со цел да се избегне кривична одговорност. И токму тоа беше во главниот центар, во главното внимание на минатиот извештај за перцепција на корупција. Она што треба да се направи што побрзо е да се повторно да се направат промени во кривичниот законник. Значи, сега дали не би рекол дека кога веќе се отвора кривичниот законник дека треба да се врати буквално како што беше исто. Може би треба да се поделат сите оние дела во посебна глава од областа на корупцијата, секако согласно принципите на генералната превенција да се зголеми казнивоста, бидејќи знаете во едно општество кога имаме еден горечки проблем и кога особено во делот нели на гонењето, тогаш и ако се како да кажам чести тие дела од таа област, тогаш треба да се оди со построго казнување како би се направила промена. Перманентно се зборува за системска корупција и митоманија. До кога ќе имаме лепливи прсти? Да, видете, митото, како што е тоа познато во народот, е само еден дел
од корупцијата. Корупцијата офаќа многу действија. Сега ќе наведам некој од нив, значи давањето подкуп или мито, она што го кажавте, примањето исто така е кривично дело, како се вика, непотизмот, хронизмот, тргувањето со интереси, елитистичкото спојување на повеќе високи позиции, нели со дали е тоа од област на едната власт, судската, законодавната и така натаму, сето тоа представува вид на корупција. Меѓутоа, се додека немаме јасни случаи, немаме гонење на овие дела, немаме јасни пресуди од страна на судот, се до тој момент ќе се соочуваме со вакви проблеми и ќе имаме лепливи прсти, како што вие кажавте. Односно, тоа веќе граѓаните во една, како да кажам, безнадежност во која се наоѓаат, кога гледаат како функционира општеството, дека за се треба врски, за се треба да се потплати нешто и така натаму, па и самите во таа безпомошност често пати прибегнуваат кон тоа, некого да подкупат за да завршат некоја ситна работа. Значи веќе длабоко се вкоренува во нашата култура на живење во општество, што е навистина жално. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на вас. Толку за вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме, читајте на trilling.mk.